Советот на општина Кочани ја одржа 26-та седница на чиј дневен ред се најдоа 5 точки, сите поврзани со одобрување финансиско учество на општина Кочани при апликација на проекти. Советот едногласно ја усвои одлуката општина Кочани да кофинансира во проектот реконструкција на дел од улицата Стамен Манов, кој ќе биде поднесен до Министерството за транспорт и врски на повик за користење средства за подршка на имплементацијата на декадата и стратегијата за ромите. За реализацијата на овој проект Министерството за транспорт и врски обезбедува 4 милиони денари, а остатокот ќе биде сопствено учество со средства планирани во буџетот на општина Кочани за 2023 година. Советот одобри кофинансирање во износ од 10% од вкупниот буџет на проектот поставување сообраќајна урбана опрема во градот Кочани, што ќе се аплицира до Бирото за регионален развој. Со 50% од вкупниот буџет на проектот, општина Кочани ќе го кофинансира проектот Систем за грејење во спортската сала во основното училиште Крсте Петков Мисирков, што ќе биде поднесен до Бирото за регионален развој. Советот го изгласа за приоритетен за реализација на проектот изградба на улицата 563 лесна индустрија, со кој општина Кочани ќе аплицира за добивање средства од Министерството за локална самоуправа. Со 17 гласа, Советот донесе одлука за сопствено учество на проектот инсталација на фотоволтаични системи на јавни објекти во источниот плански регион, што се подготвува за поднесување до Бирото за регионален развој. Во овој проект за поставување фотоволтаици на филтер станицата, Средното општинско училиште Гоша Викентиев и Основното училиште Никола Карев, општина Кочани ќе учествува со 5%, односно со износ од 580.000 денари.